Здраво, вие го гледате подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Во оваа епизода ќе зборуваме за нешто што е многу актуелно околу нас, свесни сме за тоа, го слушаме и го гледаме, но никако не го решаваме со децении, па можеби од кога сме самостојна држава. Обкружени сме со отпад и само кај нас отпадот е ѓубре. Секаде во светот ѓубрето се претвара во отпад и од тоа се заработува. Но кај нас е обратно. Значи нешто што е потенцијал, што може да се претвори во пари, тоа не го правиме. Од друга страна, градовите знаеме како ни изгледаат, но исто така гледаме и како ни изгледа природата. Загадена, отпадоци на секој чекор и тоа како да сме се помириле. Ни пречи на во јавноста реагираме, на социјалните мрежи реагираме, но во моментот кога ќе кажеме дека за да биде чисто ќе треба да се плати, а например во град Скопје, само да ви информирам, се плаќа 3,59 денари за метар квадратен ѓубретарина. Тоа значи ако имате стан, куќа од 100 квадрата, плаќате само за ѓубретарина 359 денари. Кога ќе се спомне цената, сите многу се буниме и малце сме лицемерни во тој поглед. Сакаме да не е чисто, но никој не знае, не сака да прифати дека премалце плаќаме за да не биде чисто. Но исто така лицемерието и кај политичарите, кои што додека се во опозиција критикуваат се што се случува, предлага власта, односно владеачките партии во општински и на централно ниво, а додека се на власт се трудат да направат нешто, но никогаш не прават за да не се замерат со гласачите, бидејќи се екологијата чини пари. Значи се врти околу парите и затоа денеска ќе зборуваме екологијата како економска категорија и ќе зборуваме за тоа колку сме ние и како граѓани, но и како политичари лицемерни околу зачувување на животната средина. Значи ова ќе биде антилицемерен подкаст кај што ќе зборуваме отворено, а ќе зборуваме отворено со потпредседателот на Македонската асоциација за управување со отпад, убаво ли го кажав? Со цврст отпад. Со цврст отпад, значи го испуштив. Тоа цврст отпад, Филип Иванов, добре дојдовте. Благодарам. Значи, воведот го кажав, се врти околу парите, сите сакаме да ни биде чисто, сите се буниме кога не ни е чисто, но од друга страна, некој да рече дека треба да плаќаме 4 или 5 денари по квадрат, мислам дека на тој политичар никош нема да добие локални избори, а веројатно ни самата влада ако стегне малце посериозно да применува еколошки стандарди, нема да помине добро. Ајде да зборуваме колку губиме првен, она што е централно на овој подкаст, тоа е каде се парите, колку се губи со тоа што ние воопшто не го третираме ѓубрето како отпад, односно не заработуваме од него? Па многу се губи. Проценката дека во Македонија профитот од соодветно управување со комуналниот отпад, не зборувам за индустријскиот отпад, е околу 25 милиона годишно. Милиона евра, да. Тоа значи дека ако во просек помеѓу 25 и 30 милиона кошта една централна постројка за постапување со отпад, не викам депонија, викам постројка изградена по сите стандарди, ние секоја година губиме по една депонија. Прво сакам да ти заблагодарам за воведот, кој што е доволно провокативен, затоа што каде се парите? Треба сите да разбереме дека управувањето со отпад е економска категорија и еколошка, од јавен интерес и за неа важат сите економски правила и прописи. Значи имате основни инвестиции, имате инвестиции за одржување, тие коштаат и тие треба да бидат платени. Се плаќаат од граѓаните, нормално. Тоа е принципот загадувачот плаќа, секој што создава отпад треба да си плати за тоа. И во управувањето со отпад не треба да зборуваме за профит и заработка, затоа што е дејност од јавен интерес, туку треба да зборуваме за заштеда. Ама за заштеда од она што нормално треба да го платат граѓаните.
Сега, доаѓаме, граѓаните да платат, тоа е економска категорија, но треба и тие што го произведуваат отпадот, например, компаниите треба да платат. Апсолутно. Значи овде граѓаните тоа што го изнесуваат од домот како отпад, треба да платат, некој да го земе, да го собере, да го однесе на одредено место и по можност да го преработи и да не биде во класична депонија, туку да биде како инпут во економијата, односно да биде како гориво, како преработка, нов материјал или нов производ. Тоа е првиот дел, но треба и нешто, големите компании нешто произведуваат, го пакуваат во најлон, во кутија, во картон, тоа е отпад. Да, тоа е веќе воведено согласно новите законски акти во системот за проширена одговорност на производителот. И затоа постојат така наречените колективни постапкувачи, како што е Пакомак, како што е Евроекопак, да не ги набројувам сега сите, кои што постојат исто како непрофитни организации, чија што улога е да оние што создаваат или произведуваат отпад, зборувам за индустријата, и што пласираат производи што создаваат отпад на пазарот, се должни да одреден процент од тој производ го уплатат на сметката на колективниот постапувач, а колективниот постапувач па има обврска тие пари да ги вложи во системот за управување за отпад. Сега дојдеме да поедноставиме уште повеќе. Јас сум компанија, произведувам чаша, таа чаша се пакува во најлон, тој најлон завршува на отпад. Јас како компанија давам на компанијата собирач на отпадот одредена сума за да го најде тоа најлонче и да го собере и да го достави и едноставно да не постои во природата, во животната средина. Но зошто тогаш имаме толку многу отпад на секој чекор? Дали овие компании не ја завршуваат добро работата? Дали малце се плаќа? Дали е лошо регулирано? Каде е проблемот или дали е таму проблемот или на друго место е проблемот? Прво проблемот е во преголемата количина на отпад претходно генерира. Тоа е првиот проблем, кој што овие компании со надоместокот кој им се плаќа тешко го надоместуваат, не дека не се трудат. Втората причина е што припадници на овие колективни постапувачи се претежно големите компании или корпоративно одговорните компании. Постои огромен број на компании кои што не се дел од некој колективен систем, а мораат да бидат согласно закон. И тие компании го рушат системот. Дури постојат компании кога зборуваме за отпадни масла, кои што наместо да го применат принципот загадувачот плаќа и на производителот, создавачот или тој што пласира масла на пазарот да му наплатат за тоа што го прави, за да го градат системот за нивно собирање и преработка, тие, затоа што маслото има пазарна вредност, им го откупуваат. Меѓутоа, со откупување на маслото се руши системот. Се руши веќе воспоставен систем со закон. Да појасниме. Тоа не сме да се случи. Да појасниме сега за маслово, отидовме на уште една тема која што е интересна, што е воведено. Значи, јас продавам масло. Значи сум го увезол од странство, ние не произведуваме моторно масло, сега зборуваме или моторно масло, сум го увезол, го продавам на клиентите, на вас како возач го ставате во автомобил и утре ден ви се менува маслото во автомобилот, некој треба да го собере и некој треба тоа да го собере, да го транспортира и да го даде на рециклирање или на уништување. Тој систем постои во моментов. Тој систем постои, што се случува? Значи, онам каде што, во механичарската работилница, колективниот постапувач е должен да си постави свој канти или свој садови за собирање. И во тие садови за собирање треба да се собере отпадното масло, кој што тој понатака треба да го процесира. Дали ќе го рециклира, тоа најчесто се случува, се претвара во базно масло на кое што му се додаваат адитиви и после тоа повторно може да се користи во автомобилите. Остатокот или она масло кое што не може да се преработува се извезува
во постројки за уништување на таков отпад. Една од тие инценераторот во Виена би препорачал на слушателите на овој подкаст да отворат на интернет страницата на инценераторот во Виена да видат како тоа изгледа. Така. Значи тоа е една прекрасна градба. Она што се случува сега е, откако ќе се собере маслото, заради тоа што има енергетска вредност, па дури и употребна вредност при создавање на базно масло, доаѓаат луѓе или компании кои што тоа масло го откупуваат од механичарските работилници и со тоа го рушат систем. Ама пак тоа... Значи, тоа е спротивно на закон. Така. Сега доаѓаме кој плаќа за да биде собрано од колективниот постапувач. Кој треба да плати? Тој што го увезол, тој што го користи, кој го плати? Значи, тоа е тоа. Увозниците или производителите плаќаат за тоа да биде собрано кај колективниот постапувач. кај колективниот постапувач и наместо колективниот постапувач да може да ги искористи парите што му се платени за преработка, за собирање, за транспорт, за понатамошна обработка на тоа масло, се случува да не можат да го соберат тоа масло затоа што некој дошол, му платил на создавачот, во овој случај механичарската работилница, и направил со маслото собствен бизнис. Кој што е, тоа е паралелен свет на или паралелен систем на оној што ние го создаваме. Да, ма нели вака дупла победа е овде. Добива пари колективниот постапувач, ништо не работи, не собира, а се ги има паричките во џеп, а од друга страна овој прави бизнис со тоа што го откупува. Имате национални цели. Во дозволата него му се пропишани цели, колку количини треба да се обере секоја година и секоја година треба да изголемува количините. Ако тоа не се случува, му се одзема дозволата, а дури има и други видови на одговорност, посебни контроли во однос на финансиското работење, така да тој мора да докаже кај ги употребил парите. Ако не ги употребил, зошто не ги употребил? Значи, ако не ги постигнал целите, мора да докаже зошто не ги постигнал целите. А му се признава ова што некој му го руши бизнисот или не му се признава? Не му се признава затоа што тоа рушење на бизнисот е надвор од закон. И тука е лицемеријато за кое што зборуваме. Сите зборуваме дека отпадните масла загадуваат. Значи, 1 литар отпадно масло може да закаде 500.000 кубни метри вода. И сега замислете, некој го собира тоа масло, може да го користи како гориво. Се случувало да има иницијативи, додека јас сум бил директор во управата за животна средина, да еден студентски дом бараше да се издаде дозвола да користат отпадни масла за загревање на студентскиот дом. Тоа е апсолутно недозволиво. Тоа е спротивно на било кој стандард. Значи, имаме битка помеѓу колективните управувачи со отпадно масло и фирми кои што го откупуваат за да прават бизнис. И у суштина фирмите им наштетуваат на колективните управувачи за да не може да ги постигнат целите, да изгубат лиценци. Така е. Најлошо, видете, мојот фокус не е на колективните постапувачи. Мојот фокус е на системот. Значи, они го уништуваат системот. И системот, ако постои, треба резко да реагира на таквата појава, а не реагира. Зошто не реагира? Систем. Зошто не реагира? Па веројатно немаат капацитет или немаат мотив тоа да го направат. Или се, ајде не одам у друга крајност, ќе испадне дека обвинувам некого, може би некој е мотивиран тоа да не го прави. Не знам, моја предпоставка, ја не можам да разберам зошто, кога веќе е воспоставен систем, кога се знаат одговорностите на сите во системот, некој да постапува надвор од тоа.
Тоа не е во ред. Но тоа е исто, сега ќе се вратиме на цврстиот отпад, односно она што го гледаме на секаде, маслото го чувствуваме ако дојде до водите или до земјиштето кога загадува, но поствестум тоа последиците со маслото не се гледат толку брзи се и директни, но не често да ги гледаме, не ги гледаме видливо, додека отпадот го гледаме. Зошто рековте има надвор од систем од компании мали, што се со помали компании, што со закон се обврзани да влезе во системот, а не се. Како тоа може да некој со закон со закон е обврзан, а да не е во системот? Па тоа е добро прашање за инспекцијските органи. Зошто? Дали немаат капацитет? Дали казните не се доволни? Дали, не знам, дури свеста, корпоративната одговорност кај фирмите, поготово кај овие помалите, е мислена именка. Они не чувствуваат одговорност према заедница. Добро, тоа ги кошта, може би ќе речат, тоа не е... Ама тоа сите не кошта. Тоа нив ги кошта исто така како што мене и сите други. Зошто нас не кошта, само што ќе живееме во загадено, ама не ги кошта директно по джепа. Нас ќе не кошта, лошо ќе изгледа и ќе биде. Не кошта здравје, не кошта изгубени работни денови, не коштаат болнички денови, не коштаат смртни случаи, не коштаат исплатени боледувања. Значи не кошта многу. Ако навлеземе во една исправна еколошко-економска анализа, ќе видите дека функционирањето на системот ќе ни заштеди многу пари, кога веќе темава е каде се парите. Значи, сите овие вредности што ви ги набројав, може да се изразат низ средства, низ пари. Да не зборуваме за емотивниот дел кој што не можете да го изразите низ пари. Меѓутоа, број на болнички денови можете да изразите низ пари. Број на боледувања можете исто така низ пари. Ајде, можеме да изразиме. Имаме ли таков податок колку загадувањето, односно негрижата за животната средина не чини во поглед на болнички денови, на пари, колку ние у суштина губиме како држава, како општество, пари затоа што сме загадени? Имаше една студија на Светска банка дека и некои анализи дека околу 3000 смртни случаи од загаден воздух. Од загаден воздух се случуваат. Од делот на отпадот нема таква анализа направено. Што не значи дека не треба да се направи. Меѓутоа, евидентно е тоа дека сите не кошта. Затоа што, видете, ако зборуваме за воздухот, сите знаеме, воздухот е загаден. А се прашал ли некој колку ни се загадени водите, со кои што наводнуваме и јадеме земјоделски производи. А од што се загадуваат? Од отпадот, кој што се депонира на обалите на тие реки. Сега доаѓаме до депонирањето. Реков јас во воведот, со децении не можеме да решиме, ние имаме само една проблем со отпадот, не имаме само една санитарна депонија, една легална, една кој што ги исполнува условите. Тоа е Дрисла. Имаме стотина несанитарни, полудиви, општините ги користат, но не се санитарни, немаат употребни дозволи, и имаме илјадници диви. Значи, над 1000 диви. Над 1000. На 1100 колку ги има, ги броеше Министерството за животна средина. Како не можеме да го решиме овој проблем? Се извинувам вака што директно ви го поставам прашањето, вие сте од оваа фела. Па толку ли сме неспособни или што е проблемот да не можеме да направиме регионалните депонии кои што се основата за да почнеме да градиме систем? Без тоа ние викаме со собирањето дека е основа, не, депонијата е основа. Ако имаш депонија, после го градиш од депонијата нагоре системот. Што е проблем да не може да се направи? Значи, место да посечам одговорност само во политичарите, ќе посочам одговорност во сите нас, затоа што ние ги бираме политичарите. Што се случува? Ако една гарнитура на власт започне плански процес, планскиот процес во управување со отпад трае од 10 до 15 години. За вие да стигнете до депонија, треба прво да направите
испитување или анализа или асесмент, што се вика на англиски. После треба да направите проценка на можните решенија и нивната изводливост или feasibility студија за изводливост, како сакате наречете. Врз основ на тоа треба да направите проектирање на системот. Врз основ на проектирањето на системот треба да направите проекти на ниво на изводливост, детални проекти, и после тоа треба да почнете да градите. И сега што се случува? Почнува еден циклус, стигате до планирањето или го завршувате планирањето, се менува власта и одново почнува. Истиот. Зошто? И се вртиме, па не знам зошто. Зошто нонстоп? Затоа што сите одново? следни мислат дека оние претходните правеле криминал. Особено во делот на отпадот, кај што се раскажуваат епски приказни за профити, а профитот нигде го нема. Значи, профитот или заработката на отпадот, ќе повторам, е во заштедите, а не во бизнисот, во трговијата. Ние треба да развиеме систем кој што може би ќе создава добра, например, енергетската фракција од отпадот, може да биде исплатлива, ама повторно збориме за заштеда на гориво, на конвенционално гориво, со употреба на гориво од оттак. Така. Некаде Значи, треба да постои конвенционално и ова да биде замена до 30%, така е. например. Не е самото по себе горивото. Па така е. И сега, знаете како, секој доаѓа со предрасуда дека работејќи во отпадот ќе направи милиони. Зборувам за политичкиве гарнитури. Во голема заблуда се. Нема профити, нема милиони. Нема... И зошто тогаш на запад ги има и то цвета? Да, западот е профитна организирано, веројатно има ама некој еве сега ќар. ќе ви ако може да неколку информации од западот за да Добро. можеме да направиме споредба. Например, во индустријата на запад. Од рециклирани метали, алуминиум, не знам, други метали, се заштедуваат до 95% од енергијата. Еве каде е профитот? Вграден во производот. Тука е профитот. Значи сте намалиле трошок 95% за енергија. За колку е важно да се управува соодветно, ама таму постои систем, нели? Они воспоставиле систем кој што генерира годишен приход од над 200 милиарди евра во Европска унија. 200 милиарди евра профит зборувам. И сега вака Не зборувам обрт. Сега него збориме овие 200 милиарди, наш некој политичар ќе смета дека претходните ги земал, односно се обидува да ги земе и ќе рече и јас сакам да чепнам од толку големите пари. Па нека влезе во бизнисот и нека научи како да работи, нема проблем. Не е ништо спорно, секој сака да работи бизнис. Ама затоа за да работиш бизнис треба да научиш како се работи. Они не знаат ништо за отпадот, а сакаат да заработат. Такво нешто не постои. Или знаеш да работиш или не знаеш да работиш. Сакам уште нешто да ви кажам. Ајде пред паузата да финишираме, имаме прва пауза бидејќи. Па со податоците за паузата. Во Европска унија се вработени 5 милиони луѓе во бизнисот со отпад. Во насока на циркуларна економија која што не е само управување со отпад. Потенцијалот ја вика на циркуларната економија во Европска унија изнесува до 600 милиарди евра годишно. И може да придонесе до 7% раст на бруто домашниот производ на ниво на Европска унија. И со тоа ќе се отворат 700.000 работни места, нови работни места, до 2030 година. Сега може да разговараме за димензиите каде што има систем и каде што нема систем. Ќе зборуваме за ова веднаш после паузата. Време е за нашите пријатели кои што го овозможуваат да се создаде овој подкаст. Останете со нас, гледајте не и во втората третина од подкастот.
Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот, заврши првата пауза, зборуваме за екологијата, зборуваме каде се парите во екологијата. Гостин ни е Филип Иванов, подпредседател на Македонската асоциација со управување со цврст отпад. Сега не го испуштив тоа како што го испуштив во најавата. Зборувавме за големи пари дека се во игра, но зборувавме и дека кај нас политиката и малце го кочи целиот процес. Ние немаме депонии, немаме регуларни, легални депонии освен Дрисла, санитарни депонии кои што се во системот. Треба да имаме, мислам, уште 5 регионални, 4 или 5 колку се. Да, така е согласно стратешките документи на државата. Меѓутоа трендовите е да регионите се спојуваат заради економија на обем. На обем. Сега тоа ќе зборуваме за економија на обем. Ние мислиме дека гледаме колку ни е валкано околу нас и мислиме дека ние сме супер создавачи на отпад, на кој што ако некој дојде, некој политичар овозможи да се развие бизнисот, дека некој дебели пари ќе профитира од тоа. Дали ние создаваме реално многу отпад или Не. Ние создаваме повеќе ѓубре. Да, ние создаваме ѓубре, нашиот отпад завршува таму кај што не треба и затоа е видлив. Европските земји создаваат, зависно од државата, некој дупло, некој 3 пати повеќе од нас. По глава на жител. По глава на жител, колку е побогато општеството, толку побогато Значи, ние не создаваме во суштина. Создава, меѓутоа, тој отпад е селектиран, тој систематски се преработува и така натаму. Ако земеме дека 1 милион тони ние создаваме, предпоставка е дека доколку функционира системот, кој што е веќе вграден во законски решенија, ние можеме да преработиме повеќе од 60%. Односно 40% да отиде на депонија. И тој отпад што ќе отиде на депонија не значи дека нема економска вредност. Тоа е биоразградливиот отпад, од кој што може да се направи компост или да се користејќи биодигестивни кели на депониите, да се произведува метан од него, кој што може да се искористи за производство на енергија. Тоа не е ништо ново, тоа се прави во светот. Ова веќе го слушам, мислам ја дека деценија и пол овие муабети ги слушам како новинар, сум ги работел темиве, но доаѓаме до моментот зошто воопшто ние не рециклираме и зошто се уште плаќаме еден стара методологија по квадрат, реков во вовоидот дека плаќаме 3,59 денари по квадрат стамбена површина, тоа зборувам за Скопје, секој град се има различна цена, но зошто први имаме една чудна методологија по квадрат, а не по обем на отпад што се создава и едноставно зошто не селектираме? Што е толку проблем во Македонија да се селектира кога имаме колективни постапувачи за цврст отпад, кои што би можеле веќе да бидат вградени во целиот систем и да дојдат да овозможуваат да се селектира се ова? Да, за да не генерализираме, ќе спомнам општина Прилеп како позитивен пример. Таму се селектира отпад. Значи може. Значи некој тоа во Македонија го прави. Тоа го прави прилично солидно, да кажеме, на ниво на една средноевропска држава. На ниво на Хрватска, да речеме? Па да. На ниво Значи, они се издвојуваат пластика, луѓето вложиле во садови за селектирање на отпад. Значи, за да селектирате, треба да имате садови. Она што ние го препорачувавме како дел од Министерството, јас сум бил дел од Министерството за животна средина, да почнеме со 2 фракции, сува и влажна. И таа иницијатива сега уште повеќе држи вода, заради тоа што инвестиции во премногу садови би биле
неоправдани, а сувата фракција всушност содржи рециклабилни материјали. Постојат многу ефтини и многу ефикасни оптички магнетни сепаратори, кои што целиот тој отпад што е во сувата канта, ви можело лесно да биде иселектиран на разни рециклабилни фракции и тоа да си добие пазарна вредност. Зборуваме Сега за доаѓаме до стаклото- плаќањето, така, до стаклото, металот, пластиката, Така што е. е во една вреќа да бидат, во една хартијата да биде ставено, а додека она што го викаме органски, на пример свежлук Така е. или патлиџан, Така е. пиперка, нешто сме Така е. тврлиле, Така тоа е. да си биде во сосема И остатокот друг. и да кажеме трета фракција би требала да биде опасниот отпад од хемикали. Добро, тоа во бактерии. домаќинствата не ги гледаме, Да, тоа има меѓутоа, посебна процедура веќе на тоа исто така би требало да оди во оној дел кој што нема да биде рециклабилен. така. Меѓутоа и за тоа постојат сепаратори кои што можат да го издвојат Така. твојот отпад да не предизвикува загадување Така. на животната средина. Значи во домаќинството би можело селекција да се прави многу едноставно, без посебни садови. Доволно е да одвоиме ние Да. во две кеси и да го соберат Да. тоа. Сега доаѓаме до Сега плаќањето треба до да имате собирање. и контейнери за Така. тие две Така. фракции. Значи секоја кеса во посебен контейнер Така. и нормално граѓаните да плаќаат согласно количината на создаден отпад. Ако вие издвоите во две кеси рециклабилни, кесата со рециклабилни не треба да ја платите. Кесата со рециклабилни Некој ќе ќе си направи, отиде да. на рециклирање и некој ќе заработува. Од тоа. Да. И од тоа треба најмногу да има профит самата општина и со тие пари да инвестира во други проекти за заштита на животна средина или управување со отпад. Така. Она кеса што не е рециклабилна се знае, се носи на депонија, доколку е претежно биоразградлив и не содржи компоненти како што се тешки метали и така натаму, си се компостира или си се биодигестивно се разлага, се користи енергетската вредност од него, значи повторно се прави, имате придобивка. Значи само основно компостирање на две фракции може да донесе огромна промена. Што се случувало до сега? Сме оделени со двоење на две фракции. Меѓутоа двете фракции завршувале на исто место на депонија. Тоа е лицемерието. Значи, се додека ние не изградиме депонии и не изградиме системи во кои што фракциите ќе се третираат одделно, нема смисла во ведување. Меѓутоа, ајде да почнеме. И пак тоа доаѓаме ни го кажуваат стратешките документи. Значи, Треба мора да имаме почнеме депонии, односно да почнеме да ги разграничуваме што оди на депонија, што оди на рециклирање. Видете, на граѓаните ќе Без им тоа не треба може. време да научат да ги двојат. Да, ма ако да јас им влези во навика. Да, но јас ако не ги одвојам, ќе имам 10 килограми на пример во Ете, така. кесата, ќе ме кошта на пример 1000 денари, но ако ги одвојам, кесичката со биоразградлив ќе ме кошта 30 или 50 денари, сега карикирам, или 100 денари, а додека остатокот нема да ме кошта, бидејќи ќе го подигне ама некој и ќе прави покрај пари. тоа се случува, тоа се искуство од Европа, да и покрај тоа што во чистата фракција, да кажеме, не треба да фрлите биоразгрелив отпад, се случува да фрлат и тука настанува, да кажеме, санкционирањето. Ако во чистата фракција има нечист дел, тогаш ќе си платите како за биоразгреливиот отпад. Ако е чисто, и тоа се прави многу лесно со проверка, има сега модерни системи за анализа на содржината на отпадот. Воопшто не е, значи со обично скенирање се прави дали има или нема биоразградив Пак ако ве отпад. слушам, добивам впечаток дека се е ова лесно. Не е лесно, треба да се инвестира. Лесно е применливо, значи се ако се направи систем, а системот лесно би се изградил, не е сега да откриваме, не знам, некои тајни или што не постои, никој не ги открил и да измислуваме нешто што никој не го измислил. Се познато треба да се примени и кошта пари. Така е, кошта пари. Но веројатно кошта и политичка волја. Зошто никој не сака да го примени заради тоа што кошта пари?
Политичарите не сакаат да им кажат на веројатно им е граѓаните дека треба да тешко платат? да им ја соопштат веста дека граѓаните треба да платат и тука е, да кажеме, дефектот во нивното размислување. Јас сум сигурен дека ако добро се образложи зошто ќе се трошат тие пари, ако има отчетност во трошењето на парите, тие само ќе добијат, нема да губат гласови. Зашто? Затоа што ние сите ќе имаме подобар квалитет на живот. Нема да се давиме во отпадот. Значи, перцепцијата дека јас ако ја зголемам цената нема да ме гласаат за градоначалник е исправна само во случај ако ти ја зголемиш цената, а ништо не вложиш или ништо не направиш. Тоа е нормално. Зошто јас би плаќал за некој само да ја зголеми цената? Не. Меѓутоа, ако му кажете на граѓанинот дека неопходно е да зголемите цената и уште утредента да ги донесете кантите за сепарирање на отпадот и да почнете не секој втор ден, секој трет ден, него со план за собирање на отпадот во кој што точно ќе се знае денот, часот и начинот на собирање на таа канта. Тогаш они ќе видат подобрување. Овој хаос, како што е кај нас, кога вие камионите за собирање на отпад ги гледате еднаш во 7 сат на сабајле, еднаш во 10, во 12, во 8. Дека и мене денеска дојде вторник, а доаѓа секогаш понеделник, наутро, денеска еден ден подоцна. Тоа е хаос и тоа е рушење на системот. И тоа е рушење на системот, односно неумење да се менаџира системот. Тоа не е намерно рушење. Тоа е кога луѓе што се дилетанти ќе дојдат на позиции раководни во комуналните предпријатија и не знаат што да прават. И што прават? Пола година, односно година дена можеби, анализираат што правил претходниот, барајќи криминал. Втората година покушаваат да научат како да работат, третата година се подготвуваат да работат, а четвртата година се подготвуваат за избори. Така. Сега доаѓаме до она што го кажав во најавата. Регионалните депонии треба да се градат во неколку центри во Македонија, во неколку региони. Секој што доаѓа на власт, локална власт во тие центри, викат да ќе градиме, даваат една импулс за изградбата, но опозиционите партии ги хушкаат луѓето дека тоа ќе биде опасно за нив, дека тоа ќе биде катастрофално, ќе им се загади животната средина, бидејќи ќе биде во нивниот регион и најчесто имаме револт на граѓаните и владеачките партии се пишманат за да не имаат негативни поени. Ке се смени власта, до вчерашната опозиција станува владеачка во таа општина, обратно владеачката опозиција и бившите опозиционери почнуваат да го туркаат проектот, а па претходната власт што била пак да го минира и да го поттикнува граѓаните. Како во ваквиот вечен однос да излеземе и политичките партии да речат приоритете и мора да го решиме ова и нема да го подбуцнуваме народот дека е тоа штетно? Тоа не е само лицемерие на политичарите или клацкалица. Тоа е лицемерие на граѓаните. Зошто? Затоа што ако за едни еднаш било добро, а за други не било и после се менуваат цело време, треба граѓаните за себе да размислат што е добро, а не да одат како некој што ќе им каже. Значи, огромни пари, преку 50 милиони евра од 2013 до 2023, односно од 2010 до 2023 се вложени во подготвување на тие стратешки документи и физибилити студии и на технички документации за депони. Скоро 50 милиона се вложени евра. И сега доаѓаме, например, ќе го земам примерот, морам да го земам примерот за Новаци. Значи, Битола, односно целиот Пелагониски регион, депонираат во нестандардни депонии. Битола и општините околу Битола депонираат на сегашната депонија Мегленци, која што не исполнува ни еден критериум. И сега со студии, со ангажирање на странски експерти, национални експерти,
во соработка со локална самоуправа, во соработка со РЕК Битола, се наоѓа локација во рамките на концесиското поле на РЕК Битола, кај што се депонира јаловина и раскривка од рудникот, и викаме, овдека веќе е настаната еколошка деградација, имаме глинеста подлога, имаме многу материјал од раскривка за економично работење на депонијата, пошто секој слој нанесен од отпад треба да се покрие соодветно и да се набие. И се решава да се гради таму не само депонија, туку централна постројка за рециклирање на отпад, кој што во својата еволуција покрај депонија ќе вклучи и производство на гориво од отпад, рециклирање, алтернативно гориво и така натаму компоненти кои што се многу битни во системот и го носат приходот од управувањето со отпад. И се јавуваат група граѓани кои што предизвикуваат, јас би рекол, масовна реакција, да не речам хистерија, ама ајде, реакција кај другите граѓани, полнејќи ги со заблуди, дека во сред Пелагонија ќе се прави депонија за два региона. Да, ќе се прави за два региона, заради економијата на работење. Меѓутоа, нити е таа депонија на сред Пелагонија, туку е во рамките на деградирано земјиште од рудник. Заради својата локација ќе кошта многу поевтино него што би коштало да се изгради на друга некоја локација, која што е, да кажеме, недеградирана. И на крајот од краиштата тие немаат опција друга. Не, имаат опција да биде тоа расфрлено во нестандардно и да се загади се. Не сакаат решение, ама да нема решение. Ги прашувате што предлагате вие, ништо, ама депонија да нема. Како може тоа? Па во воздух ли ќе биде ѓубрето? Мора да имаме. Па не знам. Ајде вика во Скопје ќе ви го донесеме. Нема проблем, ако соодветно се управува, Дрисла може би има капацитет да го прими. Ама кој ќе ги плати транспортните трошоци од Битола до Скопје, да кажете? Они треба да ги платат. Не, зошто ние од Скопје би им ги плаќале нивните транспортни трошоци? Ние ги плаќаме нашите транспортни трошоци. Значи, некој ги подбуцнува луѓето, од друга страна не им е доволно објаснето кои се компонентите на организираното управување со отпад. Дека они треба да платат за секоја постапка од собирање, значи од поставување на канти, контейнери, транспорт, возила, колку се транспортните рути поголеми, толку е најскапата ставка во постапувањето со отпад од вие транспортот, и на крајот краиштата не ја препознаваат можноста на тој регионален систем за управување со отпад, за вработување на нови луѓе и за развивање на нови бизниси. Ајде сега да резимираме. Дали ние како граѓани воопшто сме свесни дека треба да платиме за отпадот што го генерираме? Не би генерализирал, меѓутоа повеќето не се свесни. Они мислат дека некој природно треба, тоа е задача на општината да ми го собере отпадот. Да, задача е на општината, ама тој отпад треба да се собере и тоа кошта. И општината треба да си го наплати. Ке се вратам сега на она што го спомнавте околу наплатата. Наплатата по квадратен метар стамбена, дури и дворна површина е толку погрешна и толку нестимулативна, што мој став е дека веднаш треба да се промени. Меѓутоа, општините се спротивставуваат на тоа. Зошто? Затоа што тоа нив ги држи во комфортна зона. Они имаат некој си приход кој што не зависи од количината на создадениот отпад. Они не знаат што ќе се случи ако почнат да наплаќаат по волумен или по килограм. Така може да им падне приходот затоа што ќе има малце органски. Ама може и да им порасне. Може да им порасне. Ако воспостават добри односи со оние што ќе собираат сувата канта,
они може да имаат поголем приход. Кој вика дека ќе имаат помален? Направиле cost benefit анализа па да Кој да- ни да направил зборуваме? такво нешто во држава, реално? еве јас ќе ми направам. Ама добро, они сега вие ќе направите и они ќе речат зошто вас да ве платам, па вие за да ја направите, па нема на потреба. првата општина што ќе се јави бесплатно ќе ми ја направи. Добро. Еве до општините нека се јават еве во каде се парите, дека побараат cost benefit анализа. Господинот Филип Иванов ќе ја направи за една општина прва што ќе се јави, па да видиме што ќе биде. Само да докажеме што е што Така. и да ги разделиме сите ставки на коштање. Така, дека Иначе- може да заработи општината ако добро Ама, управо. Во случај да пресметките испаднат позитивни, они, значи имам услов за ова ветување. Веднаш да спроведат наплата на отпадот врз основ на количина создаден отпад. Количина. Тоа е тоа. Време е за втората пауза за нашите пријатели што го возможуваат овој подкаст. Се враќаме за да финишираме во третата третина со нашиот гостин Филип Иванов, кој што зборува за екологијата и кој што има големо искуство во оваа сфера. Значи пауза па се враќаме. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус, како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Финишираме со подкастов. Гостува Филип Иванов, подпредседателот на Македонската асоциација за управување со цврст отпад. Зборувавме за лицемерието и од нас самите граѓани кон отпадот, но и на политичките партии. Гледаме дека има група граѓани кои што подбуцнуваат други граѓани да не дозволуваат, например, регионални депонии. Депониите се основа од каде што може да од каде што може туку од каде што се гради системот за рециклирање и за добро управување со отпадот. Без добри депонии, стандардни, легални, не може да имаме и управување со цврстиот отпад. Зборувавме и за маслата, како се употребуваат и за борбата помеѓу компаниите, за многу прашања, но дојдовме до делот каде што треба веќе да финишираме со да извлечеме некои заклучоци. Имаме една од темите што се договоривме дека ќе ги поминеме. Градовите се гушат во отпад, кој е излезот, но ќе ја прошириме оваа тема. Не градовите, Македонија се гуши во отпад, кој е излезот. Ајде да сублимираме каде е излезот и кој е излезот. Прво ќе на ова прашање ќе почнам со последната точка што ја зборувавме за депониите. Оне што очигледно недостасува во Македонија или не е направено е соодветно урбанистичко планирање на локациите за депонирање на отпад. Значи, за да може да изградите депонија, таа треба да добие земјиштето, треба да добие соодветна намена и треба точно да се знае на која локација, а тоа се прави врз основ на проучување на повеќе локации и е најдобра за еден регион. И зошто е најдобра? Паралелно со тој процес, треба да се води кампања. Треба да се биде транспарентен и да им се објасни на граѓаните зошто таа локација е најдобра и кои се нивните придобивки од таа локација. Значи, тоа е прво што мора да го направиме за да воспоставуваме организиран систем за управување со отпад. Значи, јас нема да тврдам дека комуникацијата со граѓаните е на доволно високо ниво и дека тие се доволно информирани што значи регионална депонија и зошто таа локација е избрана. Да, се прави оцена на влијание врз животна средина, се вршат јавни расправи, меѓутоа тоа не е доволно. Тука треба да се вклучат медиумите, тука треба да се вклучат новинарите, тука треба да се вклучат и пошироки сектори, да кажеме, не е доволно само Министерството за животна средина. Веројатно и политичките партии би требало. Политичките партии, сите унисоно да делуваат. Министерството за транспорт и врски, Министерството за енергетика, рударство, сите, да кажеме, економски ресори
да се вклучат во Значи, овој програм. овие депонии, да рачистиме, не се оноа како што ја имаме во Дрисла, брдо со отпад, туку сосема различни ќе изгледаат и се обидуваме да ги изградиме со децении и големи пари веќе се фрлени се. За сето тоа нема никаде почетокот, гледаме дека се одложи, требаше веќе да имаме. Тоа се сериозни објекти каде што можат и да преработуваат дел од отпадот. Факт е дека тие депонии или се градат со донации од европски средства, Што е преку малце ИПА срамно. фондовите, или се градат со кредит земен од меѓународните финансиски институции. И во едниот и во другиот случај. Самите институции што ги даваат парите, наметнуваат критериуми како треба да се изградат тие депонии. Тоа се стандарди пропишани со европски директиви и тука нема пардон. Значи, ако сте зеле пари од Европска унија или од ЕБРД, вие мора да ја изградите депонијата по сите стандарди пропишани согласно европските директиви. Прашањето на граѓаните е околу управувањето на тие депонии. Дали јавното или заедничкото јавно предпријатие, кое што ќе биде задолжено да управува со системот, ќе поседува капацитет. Тука се до негде во право, меѓутоа тоа не значи дека не можеме да изградиме капацитет и да обучиме луѓе, па дури и да увеземе луѓе кои што знаат да управуваат со таков регионален систем. На крајот криштата може да се воспостави приватно јавно партнерство со компанија која што веќе е докажана во управување со такви системи. Јас сум против концесионирање, меѓутоа не сум против приватно јавно партнерство. Па приватниот партнер да донесе ноу-хау и да управува со депонијата по сите стандарди онака како што е пропишано со закон. Така. Значи, тоа е еден од начините да се реши. Зборувавме дека вие веднаш би смениле начинот на наплата на ѓубретарината, например, во градовите, да оди по количина на произведен отпад, при што ќе се плаќа онаја влажна фракција, а додека она што се рециклира да не се плаќа. Само да ве прекинам. Значи, јас сум личниот пример, секогаш поаѓам од себе, нели? Веќе 30 години компостирам. Јас мојот органски отпадок го употребувам во мојот двор за одгледување на цвеќиња, на такви работи. И 30 години во мојата кеса нема да најдете органски отпадок. А јас плаќам исто 3,5 денари по метар квадратен, со оглед на тоа што нашата семејна куќа е прилично голема, живееме само 6 луѓе, може да замислите колку пари би заштедиле, доколку би имало праведен систем. Јас никако овој систем не можам да го наречам праведен. Кога би имале праведен систем, ние би ги заштедиле тие пари и би можеле да вложиме во нешто друго. Например, да посадиме повеќе дрва или што и да е. Вие во суштина со новиот систем би имале 0 издатоци. Па да. Бидејќи ќе тоа што ќе се рециклира, ќе го одвоите и нема да го платите, а тоа што ќе се плаќа влажната фракција, у суштина си ја користите. Секогаш има, да кажеме, сито хемикали, Так. пакувања од детергенти, такви работи тие. А ќе има, ќе плаќам, не е проблем тоа што плаќам. Так. Проблем е што никој не ме стимулира да создадам помалце отпад. Значи, пак ќе се вратам на заштедите. Ние многу произведуваме од ѓубре, не отпад, ние ѓубре произведуваме. Целта е да ги мотивирате луѓето да создадат што помалце отпад, што повеќе рециклабилни. Со овој систем на наплата ништо, јал, не јал, 3,5 работава. Така. Луѓето си плаќаат по квадрат. Што сакаат нека прават, они толку ќе платат. Така. Мора да ги мотивирате луѓето. Мора да ги мотивира. Пишуваме колку можеме, зборуваме и овој подкаст е посветен на јавниот интерес, на да пробудиме и кај граѓаните, бидејќи они се основата за промените, но исто така и кај политичките партии, кај тие што се на власт на општини и на централно ниво нешто да преземат, но тука веќе ќе го завршиме овој дел, мислам дека одговоривме на добар дел од дилемите и прашањата.
Сега ќе одиме на нешто што ќе го организирате наредниве денови. Вие сте дел од меѓународната асоциација за управување со цврсто отпад. Ќе имате двогодишната како конференција ќе се организира на светско ниво во Македонија. Што значи тоа, што се очекува, кои придобивки и така? Видете, МАСВА или Македонската асоциација за цврст отпад е здружение на компании кои што постапуваат со отпад, на компании што создаваат отпад, здружение на консултанти и во последно време во нашето членство членуваат и студенти кои што се сакаат да се занимаваат со управување со отпад. Ние сме сите практичари во својата област и имаме огромно искуство. Меѓутоа, тоа искуство не би било толку значајно кога на него не би се надоврзало искуството на ИСВА, тоа е Светската асоциација за управување со отпад, во која што од цел свет учествуваат експерти, фирми, најголемите фирми за управување со отпад се членки на оваа асоциација и со нив ги споделуваме своите искуства и црпиме искуства од кај нив. Како резултат на таа соработка, секоја втора година Македонската асоциација за управување со цврст отпад организира регионална конференција на која што учествуваат сите членки на ИСВА, значи сите национални членки, хрватската, српската, грчката е поканета, бугарската не знам дали ќе учествува и така натаму, со цел да разменуваме искуства и да се вмрежиме подобро за да може да соработуваме во нашиот делокруг на работа. Годинава конференцијата е од 29 до 31 мај овој месец. Да, мај овој месец. Најавени се повеќе од 100 учесници од цел свет. Имаме среќа годинава ќе дојде и председателот на Светската асоциација за управување со цврст отпад лично, што е исклучително важно, до сега не се случило и уште е поважно што човекот е експерт за депонии. Па верувам дека ќе има интересна презентација. Така. Да треба да се присуствува на на оваа конференција, да, ќе ги следиме ние новинарите. Да, беше посочено дека доаѓа експерт за депонии и дека и во од Соединетите американски држави, колку што знам, председателот. Да. И таму имаат проблеми со депониите, не е така? Видете, проблеми со депониите има сега. Меѓутоа, нема незакатувачка дејност, јас така би рекол. Ние сите загадуваме, па ние сме создавачите на отпадот. Да не зборувам за индустрија, за бизнис и така. Меѓутоа, кога проблемот ви е лоциран на едно место, или ние викаме точкаст извор на загадување имате, вие можете да го контролирате. Кога ви е дифузен, кога ви е дисперзиран на сите страни, вие никако не можете да го контролирате. Никако не можете да го решите, освен да престанете да се расврлете. Тоа важи и за загадувањето во воздухот, кога зборуваме дека домаќинствата кои што користат цврсти горива се загадувачи. Подобро да имаме една постројка голема, која што ќе го грее цело Скопје, отколку да имаме 60.000 домаќинства кои што гредаат поединечно. Затоа што имате решенија што се вградени во системот или решенија на крајот од системот, ама имате решение. Не можете решение на секој оджак да ставите. Така. Али може да се бориме за да на тој објект што ќе грее да го направиме помалку за на тој објект кај што депонираме да имаме максимално висока контрола. Тоа подразбира, малце кажавме околу некои технички решенија. Например, една депонија подразбира неколку слоја на изолација пред да почнете да ставате на отпад. Подразбира поставување на мрежи, тоа се така наречени пиезометри, дупки во почвата во кои што секој дневно ги мерите параметрите на загадувањето.
Кога ќе се јави покачување на загадувањето, веднаш реагирате. Не како сега. Ништо не знаеме што оди во подземните води, а убаво ни е вака, не сакаме промени, не сакаме организирани депонии. Последно прашање. Ќе се среди ли проблемот со отпадот? Ќе бидеме ли малце почисти како град, како држава, како во животната средина, да не наоѓаме отпадо, да не бидеме оноа што рековте дисперзирани туку на една точка да биде да се контролира отпадот, тоа се депониите, регионалните депонии. Гледате ли излез од сево ова? Ќе ви го цитирам мојот омилен политичар, филозоф, активист, како сака да кажете го, Нелсон Мендела. Вика, it always seems impossible until it's done. Се изгледа невозможно додека не го направиме. Ќе го направиме. Да веруваме дека така ќе биде. Господине Иванов, мило ми беше што бевте дел од овој подкаст. Благодарам на поканата. Се гледаме во некоја наредна прилика, тоа беше се гледаме ние во наредната епизода. Секое добро, до гледање.